гледа човек уште една епизода Drive-by, вечер во мој гостин Роботек од PNG. Роботек, кај си брат? Роботек од Автокоманда. Добро склопуваа таму делови. Така, пред се од Автокоманда, па... Цел живот си таму? Цел живот, да, уште сум таму, тоа ми е малото, да речеме, по многу линии што влијало на тоа како ќе се формирам денес како човек. Така да пред се Роботек од Автокоманда, па и Роботек како дел од PMG, иако Роботек сам од себе, пред се uvek сум бил, да речеме, изустоел до тоа да иако си ти дел од нешто било што ете нели од PMG колективот, да држиш што е нели квалитет сам по себе и за тоа што си решил да го делиш со луѓето од колективот, ако носиш дел од своето, да речеме, битие и не се откажуваш во името на колективот од него, исто така ќе и за него ќе придонесеш да биде подобро. Па ја мислам дека секој екипи кога се повеќе луѓе, дека секој дава своја нијанса на целокупната боја. Види, пошто ние ова зашто го зборам, пошто ние у PMG едно време имавме, они се уште имаат бенд кој што функционира, нели? И ја бев дел од тој бенд. Така да јас сум дел од тој колектив од аспект на тоа дека имаме една заедничка музичка соработка со тоа што ја и кога доаѓав таму и ден денеска и увек сум доаѓал понекогаш и у конфликт со нив заради тоа што ја имам некои свои видувања за нешто. Меѓутоа тоа не било проблем ние да нели се собереме заедно и да работиме нешто. Причина повеќе заради која што ја останав дел заедничка соработка се уште со тие луѓе, иако не сум дел од бендот. Значи дистинција да направиме. Дел од таа дискографска куќа. Така, а и сум повеќе сум сега соработник на бендот, ние не сум ни тоа дури, иако се уште стојам како дел од таа екипа, како издавачка куќа, нели, како, да речеме, ете, некој генерален музички уопште став на тоа како ние на сценава, ете сега, обстоиме што заедно, што посебно. Заедно битно го ја туркаме едната цел. Па добро, и ти си дел од таа една поширока, да речеме, си имаме нека визија за музиката и идеме натаму. Ако заедно возиме у некој момент. Така, мислам, ти подобро го знаеш тоа, пошто си генерацијски сме блиски, па некако си дел од таа една, да речеме, ментална инфраструктура која остана... Имаше хардкор на времето, порано вплотени бевме, ги немаше тие социјални мрежи, моменти, бевме тем. Излегуваш и ги гледаш екипава, виса два, му виса таму, по некој винце за 50 дена. И ние постаравме бе джака, иако морам да признаете онака... Убаво старевме. Старија згодни. Уште па не сега нешто згодено во време, уште крепиме од аспект на тоа дека сме, не знам, ја имам чувство дека наша генерација помалку или повеќе година 2-5 уште остана доследна на тоа висење условно речено, што ти го кажа од аспект на тоа дека не се врзавме у некој естаблишмент тип на култура. А мислиш ли дека тоа има врска со фактот дека сме каштаплери без семејство деца и жени? Па сега, што е јајцето што е кокошката, ја никогаш не сум планирал да имам жена и деца, барем не сум стакал да стигнам до таа точка, се уште не сум стигнал таму, не знам дали ќе стигнам, не заради тоа што сум коштаплер, него веројатно сум коштаплер, ради тоа што увек сум сметал дека тоа треба да е резултат на некое твое природно созревање и потреба тоа да го осознаеш како иди школа, работи, војска. Нели, by the book. Да, by the book. Има многу луѓе. И дома на кај си рак, ајде сине што направи. Не знам ти кажам, ја сам живеам долго време и за среќа имав несреќа да морам сам да се грижам за себе долги години уназад, а во исто време среќа да си тоа ми овозможи, пошто нели тоа кај нас е тесно врзано често со економски интерес. Ти дававме парите, школувавме, тараневме, те поевме, ајде сега деца и внуци. Види, мене тоа нема кој да ми го каже. И онака од една страна као помал сум кукал, пошто сум морал сам да изработам за лепче што се вика и за поише. Ама од друга страна па нема некој да ми виси, имам еден куп другари кои што можам да ти кажам дека не ме разочарал, ја не мислам дека тоа лошо, знаеш, фамилија е нешто што треба да е, пак ќе кажам, резултат на некое твое приватно созревање и спознание. Само треба да си до по природен начин. Сега само. Пак треба да биде, знаеш, да не осеќаш ти од внатре некој ти текне притисок тоа што го кажа ти. Завршиш школа, готово 25 начукав готово. Свадба кога ќе правиме? Ау, татко ти има плейлистата, знаеш? Да, готово е, свакаш сам. Знаеш, не знаеш каде почнува воспитанието што они ти го наметнале како
здраво, нездраво не е битно сето, не е време се да дискутираме, али нездраво според мене у целата прича е што голем дел од луѓето, нема да речам сега кој се што се, секој си знае како стигнал таму кај што стигнал, се таму и сега веќе се и разведени, сваѓаш некои од нив, заради тоа што кога ќе влезеш у брак и дете, кога ќе добиеш, сваќаш дека тоа е една одговорност која не зависи од тоа дали куче на почеток. Да, но не е битно, не зависи тоа дали ти тебе некој ти кажал дека така треба, знаеш, мислам, едно е да ти каже и тоа да ти створи кај тебе некоја подсвесна подлога која што ти ќе ја следиш без да знаеш, без да знаеш. Мислам, тоа треба добро се преиспита, па што заебана работа у денешно време е фамилија и брак, знаеш, не е само по секоја цена клепа и деца. Нема веза. Абе, тоа е да го направи го на свој на my way, знаеш, така, мора да институционално тоа не мора да биде, сваѓаш, нека се биде копиле брат од улицата. За како тоа е некој резултат на некој приватно себе воспитание или превоспитание, пошто ја рачунам дека нашата генерација е таа преломна некоја која што фатила нешто од СФРЈ, ама не фатила толку за да кука по СФРЈ, него да речеме имавме шоколадите и бананите ги фати. Така, од Анте Марковиќ, бананите и соковите. Имавме шанса да се превоспитаме, мислам дека некои луѓе искористија, некои не. Како кој се, боже мој, мислам, не викам ја ни дека вака е добро, ни така. Него избегавме на темата малце. Добре, ова само социолошка интродукција. Ова е Роботек инаку. Кажи ми, Роботек, кога почна ти да се занимаваш со музика и каква беше музиката што на почетокот ја слушаше за на крај ултимативно да те доведе до електрониката? Дали отвараше на почетокот грамофон и ги бараш човечиња? Не бе, ја види она да спекна плочи, ја на пример, пошто техново и као музика, луѓе кои веќе спомна грамофони, ја плочите на татко ми кои што беа као мал ги искаше со сестра ми играјќи се фризби шемати, техно гајаш на татко ми полуде. Така да јас у техново влегов преку Крафтер. Тоа е, мислам, често сум го спомнувал дури. А знаеш дека го претпоставував ова, можеби сум го знал, ама викаме. Не знам, ја прв пат, пошто сум слушал секаква музика, многу сум сакал музика као мал, во повеќе аспекти као формат некој да речеме на изразување, сум свесен као мал. Меѓутоа кога видов прв пат синтесајзер, видов еден мал синтесајзер со семплер и тоа кај комшија кај мој братучет, на народњаци, ова е 80-ти негде, бев многу мал шеш. И видов како он успева гласот да си го семпла и со него да си игра подоцна свирејки и викам, лудило чичи технологија нешто. Сакам вакво да си купам синтесајзер и некако више таа фасцинација заборев со тоа што после подоцна ги чув Крафтверк на радио една вечер случајно. Негде пето одделение, мислам, кај бев, викам, музика, значи и едното и другото биле, да речеме, чиста фасцинација од тоа што го примам и ми е као резултат емотивен, дава нешто што е за мене, онака инспирација многу силна, да еве слова сакам јас да се врзам и подоцна нели, кога ќе подразмислиш малце подобро и кога си постар, свакаш дека тоа те звукот мене во случајот ме привлекува како нешто што ја би сакал да се бавам и денеска и се бавам со тоа. Мислам, ја сум саунд инженер на страна, мислам, музика увек ми била мене некој посериозно хоби, никаде ја не успеав да ја, можеби ради тоа, не знам и дали сум сакал некогаш да ја вообличам у некаков тип на занимање, него едноставно чисто да ја правам. За тоа што си го осетил. Па така, као, знаеш, мислам, еволуција е една од она музикава ми мене и она што нели, да не го цитирам Брајан Ино, да не тука се прави нешто со кеш интелектуален шпекулант, али музиката како нешто што е се присутно и нешто што веројатно од сите медиуми за изразување гледаш и сам денеска е веројатно најлесно да го направиш. Музика сите прават мање, више компјутер, прават, особено нашава држава. Особено кај не па. Многу музикален народ. Музикален народ, да. Нешто што веројатно ќе биде многу обично нешто ќе биде таа музичката креација, веројатно за секој посебно човек, не знам тоа колку е добро, колку е лошо, али као и све што еволуира и преку технологија музиката дое на едно ниво да. Кажи дека дое време да комуницираме преку комуницираме него едноставно еден вид на emotional self-healing, веројатно преку пошто за мене барем било тоа музиката увек, кога сум седнал нешто да работам као музика, боле сум се осекал после тоа и као да си душевен вентил. Па така, као да си ги ти знаеш, мислам, исто работиш музика, тоа што ти работиш и
политички, социјално, како сакаш, културолошки ангажирана музика, и на повисок степен успеваш, предпоставам, да ги препереш тие некои даун емоции, мисли кои што те изразите се пошироки, меѓутоа емоцијата е таа, знаеш. Генерално ставаш нешто у тој компјутер и вадиш звук. Така, со тоа што кој е рефлексија на емоцијата. Ја ова електронска музика и техно и уопште таа инструментална пред се, таков израз пред се кој што е поабстрактен, да речеме, ми бил близок затоа што некако да речеме на некое подсвесно ниво ги обликуваш работите кои што и свесно и подсвесно те мачат, така и тебе ипак мора и на свесна разина, што ви рекле хрватите, на некое свесно ниво и подсвесно исто така, да ги споиш двете и да го добиеш приказна. Да добиеш приказна, така. Кажи ми, значи, кога прв пат чачнуваш музика, си седнал на компјутер, имаше Atari или не знам што имаше? Право да ти кажам, ја имав прво имав еден синтесайзер и имав Amiga 600 ми се чини и имав тракер. 8 битна беше 600-ката? 8 битна, со тоа што имав еден семплер кој што беше и семплер и аудио картичка, па 12 бита вадев од него и да ти признам дека онака тој звук ми недостасува со својата рафнес и она маса која што на пример оној има некои семплери од тоа време и ритам машини кои што нели особено за хип-хоп сцената се врзуваат како нели култни со нивниот таков лоу-фај звук и слично кои што токму таа SP1200-ката е меѓу тие емо. Можда, не знам, да, емо, да. Емото и SP-тот, што ги знам од тоа време. И тоа е еден као синтесайзер голем, се не ми текнува како си каже Emax, мислам дека беше Emax, да. Emax, тој е исто важен. И тоа се сите тие имаат 12 битна конверзија дигитално, аналогно и обратно и у суштина во недостатокот на ширината нели на записот звучен дигитален лежи тајната веројатно на некоја чудна пријатност на дисторзија на звук што нас сите не се свига. Така да почнав таква нека комбинација тракер, тоа се таква. Која година се дешава? Ова се нека рани 90-ти, не би знаел точно да ти кажам искрено, пошто никаде ја не сум седнал сега да речам. Како решаваш ти да правиш музика, значи? Си почнеш да слушаш електроника и викаш компјутер дома си имав, кој што anyway ќе си го имав и не бе богаташ. Не бе човече, ја Amiga имав, ја купив од еден дечко што ми стана другар после. И така да ја релативно подоцна од моите пријатели купив компјутер, а го купив заради тоа што ја у тој момент кога го купив, ја го купив за тоа што сакав да научам 3D да моделирам. Не сакав да правам музика. Ја купив Amiga затоа што имаше софтвер за неа што се вика Real 3D, кој што и ден денес за анимација? Да, бе, за анимација, за 3D анимација и пошто ја почнав да се занимавам за тоа у еден момент и некако сконтав дека тој компјутер, Амигата како компјутер е посебен културолошки феномен. Значи Atari имаше MIDI во себе и беше да речеме машина која што инклинираше да оди натака да ја користат музичари и за неа имаше софтвер кој што беше у принцип MIDI можеш да програмираш, па после преку семплер или сайзер, а имаше и тракери за него, ама ја сите што викаат дека правиш музика Atari, Amiga самата како компјутер беше културолошки феномен кој за жал Комодоре не знаеа да го па се враќа, ама готово е, више, знаеш, мислам, таа рани 90-ти Amiga да имаш, значеше дека си дел од едно културно милје на луѓе кои не опфаќаа само музика, игрици, графика. Севкупно Амигата носеше у себе еден дух културолошки мултимедијален, пошто мултимедија тоаш беше нели многу модерно, зборот беше тоа беше не знам, кој што за разлика од другите машини токму можеби во неможноста на Комодоре тоа да го искористат доволно добро маркетиншки лежеше токму и тајната можеби и тајната и пропаста на успехот да тој компјутер кој што ја го имав тогаш да ти тебе создаде еден, како да кажам, environment на комуникација со машината поприлично топол човечки. Не знам како да објаснам тоа, луѓе што малце повеќе биле инволвирани у комуникацијата со така да таа машина да речеме, која што мене ми беше првиот environment во кој што ја креирав музика, заради тоа што со себе носеше на страна од тоа плюс еден силен така да речеме, сега не сакам да патетизирам, една силна човечка особина имаше во све околу тој компјутер. Мене ми помогна
да спонтано осознавам повторно назад дека сакам да и се вратам на музиката, дека тоа 3D анимација е поприлично за мене една поприлично како да кажам неприродна средина за работа. Значи таа низ бројки ти треба да сватиш дека подоцна ќе добиеш одреден објект, па скин, па не знам што. Вака чисто. А вака музикава ми беше саундот и тоа како тој тракер кој што ја го користев тогаш, Pro Tracker као прв, да речеме, музички environment за работа, кој што беше и семплер и секвенцер у исто време, на еден многу инвентивен и пријатен начин. Не мораш ти да црткаш ноти па да чекаш семплерот да ти пушти надвор звук, него тука е нотата, звукот, све на едно, на таа една трака која се движи. Ти начинот на кој што тоа све функционираше, мене барем User friendly ти било многу? Да, user friendly се вика тоа денеска. Многу природно ме повлече назад кон, да речеме, таа моја прва љубов, да речеме, звук, музика и уопште тука веќе ја бев доволно возрасен да понатака сватам тоа како функционира све, да се заинтересирам. Тогаш имаше и почна да доаѓаат тие future music списанија кои што денеска се веќе сакаш побарав да барав на интернет некој да рипувам нешто од future music, не можеш да најдам човече. Па може да најдам, ќе ти дам линкови ако сакаш. Али тогаш future music беше као едно доаѓаше на 2 месеци еднаш и ја преку тоа списание, преку книги, некој интерес, едно друго едноставно успеав себе си да се дообразувам и подоцна, нели, не е битно, и да низ професија и професионална работа го проширам тоа знаење. Значи не зборам само за музика, мене звукот како феномен и како тој звук да го, нели, условно речено, заробиш и обработиш, претвориш, создадеш све, уопште било што да го свртиш од тоа полза. Па и да го не толку го свртиш од твоја полза, колку да поема немам, да ако ти треба и да го свртиш од своја полза, уопште како да го сватиш звукот како еден да речеме толку обичен, а во исто време необичен феномен кој што е дел од секојдневието, нели, наши комуникација и све, уопште дел од environmentот наш. Звукот многу битен, нели, дел од мултимедијалниот. Да, покрај визуелното, така, како чувство е. Така да уопште решив тогаш да тие некои рани 90-ти, нели, преку ова некоја еден чуден спонтано осознавање решив да се фатам и со музика и со звук, нели, као професија. Почнуваш да продуцираш авторска музика? Почнувам да правам авторска музика инспирирана од пошто што слушаш во тоа време? Па ние од она што можеше кај нас да дојде што преку 103 што нешто, ја и претходно имав нешто приватно пиратско радио. Па да. Ја имав шанса, имав среќа и шанса да некои дискови кои тоаш беа прилично ретки како медиум кај нас ране 90-ти, нешто да преснимам на касети, нешто ми донесат, нешто да најдам и купам. Уопште техното како култура која што тогаш беше во зародиш на светско ниво, беше и кај нас и таа генерација, ја припаѓам на таа генерација луѓе, можам да кажам среќа наша, да покрај тоа што ја засакав електронската музика на некаков чуден начин во тоа време кога ние, нели, растевме, техното стана култура и единствена култура што веројатно у Македонија дошла паралелно со тоа кога во светот сегде се случила како, нели, по мене не само музички, него културолошки, социолошки феномен, затоа што техното е далеку повеќе од ова што луѓето мислат дека е свегашно како секоја музика, освен турбата. Па добро, и тоа има во себе елементи. А носи културолошки феномен апсолутно. Да, али техното баш онака мене природно ми се надоврза на Крафтверк, на тоа како ја технологија и музика ги спајам у некаков свет. Ја тогаш уопште не сум го размишljал тоа нешто филозофски да го билдам, него тука ми бил компјутерот и спонтано природно ми се органски природно ми се надоврзале овие работи кои подоцна кога ќе се осврнам и размислам, јас сум ја согледал, да речеме, среќата своја, да речеме, да ова што ме занима, природно ми се поврзе со тој техничко-технолошки и уопште момент на појава на техното како некоја музичка култура, веројатно последното ново нешто во генерално во таа некоја култура кај луѓето. Пошто после техно све е репродукција. Варијација на тема. Па да, мислам тоа е, пошто не беше техно само музика, беше тоа и стил на живот и куп работи носи. Звикерите, да, не е битно, свашта уопште носеше техно со себе, нешто што има рецидиви од некои минати културолошки музички времења, меѓутоа има еден свој
оригинален ипак фазон, да речеме, нека своја оригинална форма која ете имавме среќа ние како копилјаци да се закачиме на неја и да пораснеме со неја. Така да техно слушав и Шо техно? па Unlimited ги ставаш од таа не. Така, значи, време за- имавме ние издржано техно. збориме за у принцип имаше од една страна нели таа нека денс варијанта да речеме на техно која Prodigy. што беа и Prodigy у нивната ранија рейв фаза, пошто ние рейв сакавме многу на почетокот. Тоа, тоа веќе почна да ќе забегаа после. Да, после се станаа тоа што се станаа, не е Да. битно, сака да викаат дека тоа е некој електропанк, немам појма, не ми се свија на таа музика одамна, али ние сакавме техно рейв да речеме, као многу помлади, подоцна више имаше тие едни компилации, тие се веќе подоцна, али да речеме може тоа Детройт техно, уопште целата таа некоја музика која што у 80-ти и рани 90-ти доаѓаше од Америка, а значеше да речеме квалитет врз основа на Свој кој 90-ти ние- беше квалитетно, ја мислам, И? се однесува до музика, дури и попот имаше свој драж некој. Па имаше, да, па можда, не знам, не би можел да кажам, појва немам човече, онака од денешна перспектива, кога ќе погледнам више, не можам да онака Да судиш, да немој судам што. за било што, затоа што мислам дека почна да се упропастува многу што од таа поп музика баш во 90-ти и многу луѓе викаат дека техното е криво за тоа, ја Не не мислам верувам. дека е така, ама еве, на пример, ја би можел да го изгледам сега е повторно популарен Aphex Twin, на пример, Да, се враќа. од аспект на некоја природно поврзување со некоја музика која што нас на пример ни била, да речеме, ете втор пат откровение, на прв пат ја не дека сакаш музика, ваква таква па итало диско, на пример, ја имав онакви касети, мега микс касети што беа со сати микса на музика која има многу итало диско музика и тоа е музика на пример која исто јас сум ја слушал, подоцна ми текна дека као помал имав такви касети, таа е на пример исто претеча на техно своевидна, итало диско музика која е многу важна да се формира уопште техно. Али мене на пример, ете, да не го должам од овде, од онде, Plastic Man, не знам, Aphex Twin, не знам, Future Sound of London, не знам, да не ги редам се, еден куп ги има други плюсови, Genesis три, Тут си го слушал? не, Знаеш за кого зборам. не можам да се сетам право. Genesis Тут е еден бенд од Лондон, јебате, што се уствари пратат ковците на джанголот и на драм н бейсот. Ја право ти кажам, слушав еден дел од таа музика во својот зародиш која беше од проста причина што джанглот од рейвот излезе, сваќаш. Све се тоа тој- се разграничува таа после. рейв екипа у Лондон и у Британија, нели, они си го носат од Америка звукот и у Acid House го претвараат и у рейв, сега да не збориме историјата што е како е. Али да, таа музика у себе содржеше искршен ритам кој што подоцна се прочисти и стана Да, прво ни го отиде викаат право. ова джангл, па Intelligence Jungle, па стана Intelligence Jungle Drum and Bass. Нема везе. Сум ние и ту степ и дабстеп денеска, нели, и секој еден бит од ритамот, па сега таква музика шиваат луѓе. Во мене ми се свија, тоа е некој рейв ревайвал своевиден, али ја морам да признам Повратак 90-тих, брате! дека ние од 90-ти кога сакавме да мислиме тен дека многу кул музика слушаме, уствари тоа што се викаше Intelligence Dance Music, EDM, не ова што е сега Да. Electronic Dance Music, него тоа баш Отехре исто беа еден Аутехре или како кој сака да ги чита, беа дел од тоа и да не ги бројаме еден куп, во секој случај Aphex Twin можеме да го одвоиме како еден Репрезент на времето. своевиден крал со тој како му се викаше првиот албум Selected Ambient Works Cats, кој што гледам дека се повторно е популарен. Мене на пример тој албум ми е еден веројатно од најомилените на сите времиња. Така да ние од една страна сакавме таа денсабл техно транс варијанта што постоеше у 90-ти, а од друга страна највише се прикачивме за оваа другава некоја електроника која што има луѓето потреба, не знам од кои причини, некакво intelligence техно да го викаат, каде ме попаметно по ова по она. Да бе, intelligence техно, да, така го викаат. Брат, јас сум паметен, ја машински Да, сум такво слушал. Као многу си, као паметен и слушам. Мене ми се свигаше едноставноста на формата која што е слушлива, не е игрива, меѓутоа е многу мелодична и Aphex Twin подоцна више отиде у курац, али кога почнавме ние да го слушаме, он уствари
беше можеби според мене на некој начин и вистински репрезент на тоа што таа музика треба да биде едноставна, но у исто време убава и пријатна за слушање. Да, издржана. Па да, мислам таа музика, не знам, нема таму нешто да филозофираш, да мутиш нешто превише, треба да неколку парчиња склопени во една едноставна форма која дури да е репетитивна не би требало да ти сметат. Знаеш, тука ако е денс да хип-хопот е репетитивен ако така гледаме. Али он ти рецитираш без него, кажеш текст, ја па така попунуваш да речеме. Овде е малце позаебано. Ма затоа има многу други супстанции кои што помагаат. Па добро, сега ние види кога стартувавме, тогаш не го вржувавме за тоа техника. Да, бе, се сеќавам, се беше наивно и се беше чисто од порив онака. Па мене уште ме држи да ти кажам таа некоја наивна нишка и работата е што например голем дел од луѓе кои што и са мене другари и слушавме заедно, се познавме, нас техното не поврза да речеме као нека културолошка матрица, практично не поврза и во долготрајно понатамошно дружење, затоа што не та џабе сите ја сакавме таа музика. Еден дел од нив се програмери денеска и тогаш почнуваше интернет, почнуваше таа да речеме денеска секојдневие ти тебе да се поврзеш на интернет и да бидеш инкорпориран во едно така технолошки поприлично да речеме ти затруено веќе друштво. Техното и компјутерите. Техното и компјутерите, да. И, така да техното освен као музички и културолошки феномен, сакам да го гледам и као битен и социолошки, да речеме, еден феномен кој што им помогна на луѓето технологијата да им се доближи и компјутерите на начин на кој што можеби би им бил малце поинаков. Појма немам, не знам сега, не сакам сега да мистификувам превише, меѓутоа у еден момент у 90-ти паралелно со тоа како се развиваше и тоа техно се развиваше и таа компјутерска технологија која се поблиски им стануваше на луѓето, по мене ми се чини дека таа музика произведена со таа технологија е еден вид на лепак стана, као еден вид појма немам на подсвесен на подсвесно еден вид на подсвесно влијание изврши врз луѓето, да компјутерите и цела таа технологија која до тогаш и беше поприлично онака далечна, да им стане спонтано, табу тема, да, без малку, нели, техно, компјутери, сакаш компјутери, сакаш техно, нема везе, сега сите сакаат и компјутери, фејсбук и све, али техното телефони. Сакаат и турбо фолк, нема везе, у секој случај цела таа мене некако цело тоа движење, ние за среќа бевме дел од нешто што ептен ни беше блиско, тоа и се уште ние си ја сакаме таа музика и култура, али мислам дека на пошироката популација преку комерцијализацијата на таа култура и се присутноста на истата, мислам дека едноставно спонтано луѓето еволуираа во правец на тоа технологијата да им биде природно блиска, да не им биде нешто ти се седнеш и куцаш и сега компјутер па да разбери го, све тоа некако заедно, затоа сакам онака да верувам во дека техното има многу поголем импакт и дека е многу поголемо нешто од она што само од една страна една андерграунд екипа нешто ќе ти дави тука Детройт нешто оно, од друга страна ќе ти викаат нешто ај наркомани да ти играат. Не мислам дека ни едната ни другата крајност се точни, него средниот пат. Па тој некој среден пат у кој што треба објективно да се согледа, пошто една голема група на луѓе ден денеска припага на таа култура, може да не идат на журки, али бенефитите од позитивните елементи си ги носи и си ги негува онака и добро е. Имаше силна денс сцена во Македонија, мислам на тие доцни 90-ти. Па имаше да и урани 2000-ти. И тоа едно време стана и као и сегде вали у Европа и свет клубска од стихи на сцена, да речеме, која што инволвираше еден помал број на луѓе, до своевидна, па да речем, комерцијализација поприлично силна, што не мислам дека е лошо. Тој кругочот мора да го направи. Мислам дека Скопје имаше шанса у еден момент од времето да биде дел од најквалитетната електронска денс сцена во Европа и можеме да бидеме горди на тоа, заради тоа што цел град слушаше у еден момент таква тек хаус музика, да речеме, тоа е рани 2000-ти, да имаме тука гости кои што се оваа сцена голем дел од луѓето се тапа се сваќаш диџеите кои ќе ги упознаеш и продуцентите, ќе сватиш дека тие луѓе не се нешто многу дипи продуховени, знаат да ватат плочи, знаат ова, знаат она, имаат цен за музика, ама немаат цен за многу работи, ретко кој од нив има.
А имаш у Скопје луѓе еден дел кој што беа дел од таа сцена и увек малце по-дип гледаа на работите, па дури и на ова, така да ние бевме онака у еден момент се изненадивме да сватиме дека ние сосема добро ја познаваме таа музика и сцена и незиниот поширок културолошки, социолошки и секаков импакт од самите креатори на тоа, знаеш, што е за мене супер, па и Крафтер кога беа во Скопје, аз не знам, али ова луѓе го збора, дека биле одушевени од севкупниот прием на нив и на нивната музика. Бев, како не бев, ама не сум ги сретнал низ град, јас знам дека луѓе ги сретнале, правеле муабети, дека вие пријатно изненадени. Јас само работите ги видов на сцена, луѓето не ги видов. Ја ги видов луѓето, ама мислам и Крафтер се претворени више у тезгари одамна, така да нема везе, али сепак они се многу битен културолошки, музички, еден од после Битлс заедно се веројатно едни од најбитните за модернава музика као бенд и ако они добиле некаков прием, ипак Скопје ова, не ова Берлин или Париз или Њујорк, знаеш, ипак ние сепак ние како град не знам, мислам дека таа култура ја која беше нели битно и важно да ја имаш, ја имавме тука и луѓето што беа дел од неја и што ја туркаа, значи од тие постари диџеи сега да не ги именувам кои се како се и знаат луѓето и од Стотројка како нели радио и до тоа што подоцна се расшири на повеќе луѓе и кругови. У секој случај голем дел од тие луѓе имавме среќа на вистина со љубов и со поприлично онака солидно знаење не само техно, буфта и микса и плочи, него уопште како, зошто музиката и панк и постпанк и како дошло и зошто дошло, да ја носат, изнесат и да таа култура овде она има поприлично високо ниво и квалитет, дури и сега рецидивите нејзини, да се осети и по нив дека овде има луѓе кои што стварно знаат што прават, дека не е тоа само ајде диџеј да се издрогира на диско. Ја мислам у сите бранши да ги имало тоа не само. Не, ја можам да зборам за техно као дел од тоа што најдобро го познам. Така е, вистина е. Мислам имаше Скопје у тој момент, тие 90-ти години и подоцна рани 2000-ти додека не почнаа овие кризиве, онака поприлично солидни сцени кои што не беа само сцени од аспект на тоа дека се собрале луѓе и нешто имаше, знаеш, у масата имаше и мозок поприлично. Да. Не знам, ја не е чистата идеја да се собереме и да слушаме таква музика, него токму тоа мислам дека и го одржа, иако градот е поприлично паднат културолошки и секако јадрото е духовно. одцепено бе брат, у моментов го нема. Нема, сваќаш, у пропастена. Ај ти сме брат. Ја ти брат и уште 5-6 души. Уименик што ги имам. Така. Не ми ни текне кој беа више. Во секој случај мислам дека фактот дека ние имавме и бевме дел од таква една културолошки квалитетна, а у исто време не нешто академски врзана музичка и секаква сцена, дека тоа остана и ден денеска да го додржува она малку од градот како квалитетна живот што остана. Како здрав разум. Кажи ми, кога почнуваш ти да се инволвираш со движењето PMG? Па да, тоа активно праење музика. Вие сте движење брат, имате продуценти, имате театарски режисери, они ги знаат, мислам PMG 90 си беа, нели Мирко правеше журки, ние идевме на тие журки, меѓутоа јас екипава на другари поблиски мои, не ги сакавме нешто превише, они многу шминкери ни беа, така да ја и со други луѓе тогаш се познав, идев и на други журки, дури бевме можам да кажам еден период анти-PMG расположени, пошто многу шминкери ми се гледа ние као андеграунд, сакавме да фураме. После испадна дека јас уствари со Мирко и со тие луѓе таму останати кои што беа дел од PMG, сега се прошири таа екипа. Уствари најдобар и најблизок заеднички јазик најдов од аспект на некоја соработка. Така да и тој прв албум, пошто никогаш не сум планирал таа музика нешто да ја како се вика тоа вообличам во некаква си не знам, некаков си живот или некаква си има луѓе на пример денеска кај нас у Скопје кои како резултат на таа сцена издаваат плочи надвор, пуштаат музика и све тоа. Они сакале тоа е супер, што е од аспект на музика, целава електронска сцена од Македонија можеби е едина музика која што освен Анастасија, нели као голем бенд македонски, успеа да извезе луѓе надвор као музичари кои што не се етно. Знаеш, етно можеме ни да продаваме. Да. Етно македонско, не, видиш таму брат, музиката која што е техно
и кое што е На нивно ниво. на нивно ниво, знаеш, има луѓе кои што ете така одат надвор као технопродуценти и мене ми е тоа ептен драго и онака со задоволство го она сето тоа следам. Ја никаде сум имал таква желба, знаеш, мислам мене ми е ја отидов у друг правец, исто така паралелно почнав да работам као саунд инженер и не знам да разбирам некоја професија, ова повеќе некако ми остана као нека љубов која ете. Ја реализирав, да речеме, ни 100 албум, што ти заборев дискот да ти го донесам ете денес, кога ти го дам за некој ден. Секој случај тој прв албум со PMG што го издадовме. За резонатор збори. Не сори, зборам за мојот албум. Као Робот, првиот соло албум, да, тоа е негде значи рани 2000-ти издаден и тоа е прво издание мое, кое што да речеме како издание стои и кое што мора да ти кажам сега скоро го слушав албумот, онака ја што не искам моја музика нешто да слушам и ми се допадна и си викам баш супер е. Добар сум герман. Добар сум бил, пошто ја него ни препознавам тоа веќе како моје дело, онака и добра е, знаеш, веќе друга музика ме занима. Подоцна PMG и Резонатор е веќе нешто сосема друго. Доста години подоцна е тоа овој албум. А и идеолошки и музички е различно за секој случај. Имаш колку албуми у кариера? 2? 3. Три. Тоа што вториот беше некој меѓу албум, така. Па така на некој помал тираж издаден на не беше планирано како албум, него собрани музики, компилација, повеќе компилација која ете ај Мирко ќе издадеме трешна плочи, па ништо не се деси некои фрки, па на крај некои цедиња излезе и овој третиот кој што јас го издадов чисто дигитално на интернет, беше на страницата веројатно го видиш, што ти практично идеш на сајтот, без пари е пристапот, албум плеер. Мене ми беше идејата до душа на USB да го издадам, сакав мали капсули да купам и онакви кутивчиња као лек, демек си купуваш лекче и си го тураш. Така за ебанција има, ама замислено, ама тоа многу сложено стана и ми се чекаше мене више и исто така и овој третиот албум е собрана музика последниве година и пол, две, што сум ја работел некој навраќање на тие техно-транс корени музички што јас сум ги на почетокот сакал и слушал и таков ми е изразот на албумов. Не е многу популистички ориентиран, пошто сега друга музика електронска е у мода, ама ја тоа не ми било битно превише, тоа што ми се свиѓа. Тоа си го правам, сега дали е мода, дали не е. Така бе, како се осеќаш? У едно време почна да користиш и вокали у твоите песни. Да, тоа го приметив дека имаше нека транзиција од само саунд, само саунд кон вокали. Абе види, ја исто така нели Kraftwerk се нели вокално инструментален електронски состав и исто така електропоп многу сакав као помал. И баш у тој период некако му се навратив на електропопот као музика и уопште таа некоја сцена која што се разви на рани 2000-ти као некој тоа е веќе тоа кога почне да се преџвакува нели музиката од 80-ти ми стои електроклеш еден правец и мислам дека тоа навраќање на 80-ти не беше лошо и мене ми се свигаше таа форма тогаш што ја имаше, не подоцна што стана и имав потреба да пробам ја малце нешто да видам што ќе направам со вокалот. Појма на мене не е дека нешто сум седнал и сум си рекол ај сега ќе пеам, него така ми дојде некако и најдов начин како да, пошто си го мрзам гласот, како да го изместам, да речеме, синтетички малце, да звучи малце да... Вокодер, аутотунче? Не, вокодер. Специфичен вокодер и комбо на вокодер и мојот вокал, али појма немам дали па у скоро време би запеал. Појма немам, у тој период којше музика која што содржи вокали слушав онака и некако така ме повлече на таа страна веројатно. Некои планови за уиднината вака работек како продуцент, саунд инженер? Право, ја работам као саунд инженер, као некој што прави музика, тоа ми е веќе станато малтене на ниво на денеска ми се прави музика не затоа што сум станал и сум ми текнало дека е така, него пошто едноставно јас сум често пред компјутер, а на кој компјутери да го користам од овие моја пар што програма работиш? Многу, више не можам сакаш да... Не работиш на еден, комбинираш како? Па комбинирам, да, комбинирам, не знам, на PreSonus One е да речеме еден Digital Audio Workstation, последен, тој веќе последниве 2-3 години стои, како своевиден наследник на Cubase и тој го користам да речеме за финален микс на тоа што ќе го сработам овде онде, сакаш како парчиња. Pro Tools,
порано користев Pro Tools, да речеме, ама Pro Tools у принцип е за Macintosh, ја пошто PC користам, Fruity Loops си користам, тој увек ми се свигал, пошто за поставување. патерн, ради тоа што е pattern based sequencing програм, тоа е таков old school начин на секвенцирање, као ритам машините. Гледам дека тоа сега е пау мода и дека ритам машините нови ги прават со таков pattern based sequencer. Така да тој тип на секвенцирање у Fruity Loops увек го имал, со тоа што ја подоцна траките ќе ги тука ќе ги поставам, подоцна тој да речем Presonus One ќе ги доогравам. Просто кажано, тука се работи за некој софт синтесайзери, семплови, разноразни семплерчиња. Не можам да ги бројам алатките заради тоа што ја последниве неколку години музиката ја правам експериментирајќи со VST плагини кои што моментално некој ќе надетам на некој интересен ми се гледа и ќе работејќи со него правам и музика. Да. Па така некако, сакав да ми остане тоа да ми биде пријатна забава и да ми е убаво да го правам, а не е нешто, пошто никад не ми било бизнес. Работа, да, не ми е нешто, едноставно низ таков тип на учење и креација воедно доаѓа кај мене, да речем. Така ми остана интересно да чичкам до ден денеска музика, веројатно. Ова со PMG што го работев е нешто сосема друго и затоа ја више и не сум дел од тоа, заради тоа што мене брзо ми издосади. За PMG. Па пушо тоа остана веројатно за нив. Така да у принцип тоа што ти зборев, начинот на кој што јас сам работам музика, низ годините еволуирал и се менувал од аспект на тоа дека ете порано не знам сум правил заради ова или заради оно, увек имало у себе тоа нешто, некоја спонтаност која што кога седнуваш и работиш со бенд, едноставно не можеш да ја дојде до израз. Па не можеш да ја користиш како во мојот случај како природна околина за работа со музика, него мора ипак има правила, знаеш, мора да се сними, гитарите мора да ги стретираш, мора со бендот да ја спремите музиката и еден-два албума ја тоа можев и да го издржам некако, ама веќе на третиот албум со PMG си заминав заради тоа што ипак за мене музиката никогаш не била нешто што јас нити па сум можел да го поставам како нешто што е плански поставена креација во контекст на нешто, а бендот PMG пак беше плански направен и уопште бенд кога имаш повеќе луѓе, тука е веќе, знаеш, атмосферата на работа не е таа која што јас. Секој си носи свое мислење. Да, уопште има концепт околу кој што вие треба да се договорите, знаеш, за да може да функционира тоа, не еден човек. А ја вака с години е bedroom producer шема. Што нели тоа е еден environment, значи не само у смисла на физички environment, него и на психички environment кој што мене ми е најпријатен за работа и бенд онака више ми малку ми беше забавно и после више, мене музиката ипак треба да ми е ја така и сметам, да ми е забавно, знаеш, да ми е забавно и убаво дека го правам, има посебно место тоа кај мене како личност и ако осетам веќе дека со сила одам нешто да правам, не може ја да одам, не е работа тоа, имам работа, ќе си идам на работа, саунд инженер ќе си работам, музика кога правам сакам да ми биде увек она што ми било и заради тоа и со PMG толку и траеше тоа двата албуми први, Резонатор кој според мене исто иако можеби технички не исполнува некои сегменти и некои да речеме атрибути нема кои што ја би сакал да ги има, ама заради еден куп работи не можеше. Сепак мислам дека е пристоен албум. Така да ја и на третиот до душе учествував на PMG, меѓутоа само на крај легов таму малку околу миксот да помогнам. Иначе генерално првите два како комплетна креација. И тоа беше последниот, да речеме, од музички аспект период кога јас, да речеме, има еден краток период кога јас може да се каже дека поактивно сум се инволвирал, да речеме, музиката да ми биде едно посериозно хоби, да не биде само тоа што прв план. Да, па прв план паралелно со работата што ја работам. Да ми биде малце повеќе од хоби, да ми биде и работа и плюс и плански. И мене ми е сега веќе долго време вратена
она нормално секојдневие на бавење Музика со неа. пушташ. Да, остана тоа. На што пушташ? Трактор користам со тоа што контролер, лаптоп, трактор и картица која што на Native Instruments ставаше за трактор заради квалитетот на звукот кој сега гледам дека CDJ направиле со USB-ња, мислам ја научив на CDJ да пуштам музика, никаде не сум користел грамофон. Тоа пријас кога ќе не почнав да го зборам, пошто мене овој тренд во техното кој што ја разбирам зошто е поставен е затоа што секој денес може на трактор да пушта музика, баба ми може да дојде да стисне Така. синк, али ја не мислам дека синкот го прави диџејот. па да, мислам дека сепак музичката селекција и начинот на кој што ги спајаш стварите и мислам дека тракторот како алатка луѓето не сваќаат дека има една многу поширока палета на можности со него, особено за техно музика, и дека на грамофонски плочи едноставно тоа не можеш да го изведеш, таа брзина, удобствие. Апсолутно. Тебе треба да ти е удобно и пријатно да пушташ музика, мислам дека тракторот тоа го овозможува, а останатото е музичка селекција, став. Сега, знаеш, мислам, можеме ние да збориме тука real DJs are vinyl DJs и мене ми е тоа, знаеш, мислам, не знам, не кажам дека сум управо, али едноставно мене ми е тоа безсмислено комплетно од проста причина што ако е така онда знаеш тие што вика 90-ти што е тоа нема гитари, не е музика, онда и они ќе бидат управо, знаеш, мислам не ништо од тоа врска нема, знаеш, мислам секој може да се изразува на начин на кој што се изразува, има луѓе енети по улици лупаат на канти инспирирани од техно музика, па супер е да ја гледаш тоа, сваќаш. Така. Не, ти дека некој каже лупа овој будала на канти на улица, изводи, слушни го, супер е, сваќаш, забавно. Така да не некако не ми е некако срам дека сум digital DJ, така ќе викаат тоа денеска. Нема зошто. На крајот на кришта пак е музиката што ја даваш ти на Абе, у принцип, работата е што, знаеш, мислам, тука е пиратерија, и MP3 може да Пиратеријата ја заврши симнеш, својата мора да работа, платиш, па не знам, плочи ако купуваш си му платил на артистот, мислам, се тоа многу прашања кои што нема одговор. И во секој случај ја почнав оваа музика да ја правам во дигитален environment, мене дигиталната технологија ми овозможи ефтино, спонтано, пријатно. CO2 исто, работим. Нормално да работам музика во еден environment кој што за мене е бил увек онака природен. Digital is magical, така го вика тоа Ние 90. исто реално, да не беа компјутерите и тие ефтини кракувани програми не може да правиме музика, нема ни на тоа. батон, од кај кур пари да купиш. Така да ја и ден денеска и увек ќе бидам за тоа гесло и не ми е. Затоа си роботек, брат. Е така чес. Кажи ми, што мислиш за македонскава сцена е вака за крај? Техно, транс, алтернативната, Право да ти кажам, ако збориме дали ја набљудуваш, дали ја знаеш и дали имаш некој мислење за неја? Не знам, јас сум, да речеме, се уште на некој начин дел од неа. Ја набљудувам не толку активно како порано, да речеме, али Имаме ли шанса? она што го гледаме, и на пример тоа што ти го зборев и преска, ние за разлика од порано и за разлика од тоа како генерално би требало, не знам, условно да стоиме со оглед на тоа каде се наоѓаме географски како подрачје, ние можеби најдобро и стоиме во однос на све друго токму со таа алтернативна сцена. Остатокот од државата, било што земи Македонија, што правиме ние, секогаш еден ајвар ни го земаат, словенците едва и си го вративме како производ. Така да од аспект на тоа како стоиме, мислам дека солидно стоиме, иако заради сеопштата криза кај нас луѓето мислат дека све е отишло по ѓаволите, дека ништо нема, али општо културата мислам дека сосема солидно стои, иако фали можеби моментот да тоа сето се преточи во некакво конкретно социјализирање некаде. Луѓето се гетоизираат натака навака, али духот е жив и вибрантен поприлично. Мислам нисам дека и виртуелниот свет колку одмага, толку и помага, заради тоа што сите на интернет можат да искочат рамноправни сме. А ние, фала Богу, имаме добар пристап до таму и мислам дека дел од таа сцена полека и таму се пренесува. Добро би било да својот живот
таму и го изгради уиднина, не знам. Така да мислам дека ете, не знам, да скратиме, дека е солидна македонската алтернативна сцена генерално, иако можеби тоа не се чини така на прв поглед. Треба да дојде човек у гаража се симне на роден ден и да осети. Па, не мислам, ова што го видовме преска, ја и ти овдека кај што не треба да снимаме, бачко е самото по себе кажува дека е алтернативната сцена и онака и тоа како добро живее онака. Роботек, фала ти што ми беше гостин. Жек си фала ти што ти тој ќе ме викнеш, ја онака баш пријатно се изненадив. Поштоем јума нига. Гледавте Drive By на Бла Бла ТВ, чака накот Роботек.